Окрупнувањето на земјоделското земјиште и намалувањето на трошоците за производство се една од главните причини, заради која Министерството за земјоделство и годинава ќе го стимулира формирањето земјоделски задруги во државата. Во Кочанскиот регион веќе се формирани 2, иако оценка е дека се уште има простор за нови. При неодамнешната посета на оризопроизводниот регион, министерот Љупчо Димовски рече дека заживувањето на задругите може да ги стави во предност оние земјоделци кои ќе се здружат, а тоа посебно се однесува на производителите на ориз, каде расцепканоста најмногу се чувствува. Здружувањето на самите земјоделци во задруга што ќе претпоставува нивна поголема преговарачка моќ, како прво, како второ, многу подобра организираност во обработувањето на земјоделската површина, и трето, врз тие две основи пак и пониски трошоци на производството, на било која земјоделска култура, сега конкретно зборуваме за оризот. Зошто ова го велам? Заради тоа што уште во стартот ќе се набавуваат поголеми количини на потребни препарати, ѓубрива, средства за прихрана, па еве и нафта нека биде, земјоделска механизација и така натаму, и по тој основ ќе се добијат пониски цени. Секогаш пониската цена значи дека ќе има поголема разлика помеѓу продажната цена на земјоделскиот производ и неговата производна цена. Според Димовски, земјоделците имаат многу поволности од државата ако се здружат во задруги. Од покривање на трошоците за опремување со инвентар, од покривање на трошоците за закуп евентуално ако е потребно, за просторија каде што тие ќе се собираат и ќе ги носат своите планови, одлуки и програми како да работат во иднина, од покривање на 20% од трошоците за водниот надоместок, од покривање, односно од приоритетот на членовите на земјоделската задруга во добивањето на земјоделското земјиште кога ќе дојде време за негова распределба на слободното држано земјоделско земјиште, зборувам, од покривање на трошоците околу потребните консултантски, односно финансиски услуги, околу завршните сметки и водењето на сметководствената евиденција, околу покривање на трошоците за личниот приход, доход, односно на раководителот, односно управителот на земјоделската задруга, зашто пак поставивме услов тој да биде агроинженер, заради тоа што на тој начин уште подобро ќе ја води задругата. Од Министерството најавуваат дека ќе се помага едукацијата на земјоделците кои ќе станат членови на задругите, односно им се нуди бесплатен престој во земји каде што има развиено производство за одредена земјоделска култура. Подршка се ветува и во набавката на земјоделската механизација, при што односот е зголемен во корист на земјоделците, односно државата наместо 50 како досега ќе ја субвенционира вредноста на механизацијата во висина од 70%.